На пазарот на работна сила во Европската Унија во наредната декада ќе недостигаат над 15 милиони работници. Само во Европската економска локомотива ќе има дефицит од најмалку 7 милиони стручни работници. Во Германија веќе се отворени за прием над 1 милион работници за нормална флуктуација на пензионери и новосоздадени работни места. Иселувањето од Балканот е драматично до степен што во овој регион се размислува и за увоз на работна сила. Околу недостатокот на работна сила не само во Македонија, но и пошироко ќе разговарам со универзитетскиот професор од American College Ана Томовска, која предава и човечки ресурси. Професорке, што се случува на пазарот на трудот? Каков профил на кадри ќе ни недостигаат во наредниот период? Она што може да се забележи од истражувањата, од предвидувањата на сите релевантни фактори е дека ќе недостигаат луѓе кои што имаат вештини, односно компетенции, пред се поврзани со критичко размислување, високо специализација во полето во кое што го работат, односно ќе недостигаат луѓе кои што новата технологија нема да може да ги замени, затоа што гледаме дека се отвараат работни места каде што луѓето треба да осмислуваат нешта, да структурираат работи, да планираат, наместо само да имплементираат нешто кое што е рутинско, нешто кое што може да се повторува во одредени секвенци. Таквите работни места полека ќе се трансформираат, а ќе остануваат работни места каде што ќе се бара аналитика, критичко мислење, можност за синтеза, за поврзување на работи, се повеќе ќе има работни места кои што ќе бараат интердисциплинарен пристап. Тоа значи дека ќе се бараат работници кои што може да поврзуваат работи од различни научни области, различни полиња. Сите бараат обучени и ефикасни работници, но во последните неколку години драматично е заврзано и користењето на вештачката интелигенција. Може ли да се случи да нема потреба од толку кадар? Предвидувањата укажуваат на тоа дека потребата од кадар ќе остане, само ќе се бараат различни типови на вештини кои што ќе ни бидат потребни и различен тип на кадар кој што ќе ни биде потребен, како што спомнав, рутинизирани работни места може да превземе технологија, луѓето ќе бидат тука да ја контролираат таа работа, да ја осмислуваат, да ја планираат, да ја евалуираат и да донесуваат комплексни одлуки и решенија кои што ќе се ефектуираат понатаму во работата. Според одредени анализи, дури некои професии со текот на времето ќе изумрат. Да, но нови ќе се родат. Значи, најновото истражување на Boston Consulting Group укажува дека во 2022 околу 50% од компаниите, ова зборам на светско ниво, значи од повеќе земји, пријавиле дека кадарот имал потреба од промена на вештините кои што ги поседува, значи reskilling и upskilling на англиски, значи збогатување на вештините кои што ги имаме, а предвидувањата се дека до 2030 околу 90% од луѓето кои што работат на денешните работни места ќе треба да поминат низ таков процес на доживотно учење за да ги подобрат своите вештини. Се почесто слушаме дека одредени рутинизирани работни места можеби ќе исчезнат. Ќе видиме колку брзо тоа ќе се случи. Еве најново во вештачката интелигенција ChatGPT кој што може да пишува прилично на добар стил, граматички, горе-долу коректно. И се уште се учи и станува подобар со секој изминат ден. Има предвидување дека тоа можеби ќе замени одредени работни места, меѓутоа како што кажав, нови ќе се отворат и луѓето ќе треба да се прилагодат и да научат како да работат со технологијата, односно како да ја користат технологијата, вештачката интелигенција за своја корист, да речеме, а не да станат робови на она што се случува. Една ланска студија на агенцијата Гартнер предвиде дека со појавата на четбототите на вештачкиот човек би можело да даваат над 25% од компаниските услуги. Дали не е време за комплетно ново создавање на нова филозофија и креирање на нови работни позиции? Да, значи
природата на нештата, она што ни се случува, трансформацијата низ која што поминуваме, нужно води до креирање на нови работни места и барање на нови вештини. Така што да, треба да се прилагодиме, треба да гледаме напред, треба да видиме како можеме ние тука да создадеме работна сила која што ќе биде конкурентна, не само тука, туку и во светски рамки, затоа што светот се повеќе се отвара, се повеќе имаме конкуренција која што не е само од тука, туку доаѓа од различни места, така што ќе мораме да се прилагодуваме. Веќе има, значи, да речеме во областа на високото образование веќе се појавуваат се повеќе и повеќе програми кои што се трудат да направат спој помеѓу висока технологија, вештачка интелигенција и човечкиот фактор. И тоа се случува и во програми врзани со човечки ресурси, и во програми за психологија, и во маркетинг, и во многу други области. Македонија и останатиот дел од земјите од регионот стануваат резерват за западноевропските економии, галопира процесот на емиграција. Жителите или работниците од Западниот Балкан перспективата е бараат надвор. Од друга страна, во западноевропските држави пак поевтинува работната сила. Зошто е тоа така? Значи, не би рекла дека поевтинува, нели? Ако гледаме, имаме пораст на плати и се тоа, само што порастот не ги следи другите текови економски, затоа изгледа дека поевтинува работната сила. Повторно ќе кажам, значи, поевтинува оној дел од работната сила, можеби, односно стагнира со плати работите кои што се рутинизирани, кои што не бараат многу вештини, додека оние кои што бараат вештини, кои што се високо специализирани во областа, нивните плати растат, тие стануваат се побарани како кадар. Еве, ја спомнавте Германија, значи Германија размислува да ги улесни процедурите за влез на кадри како што се IT инженери, како што се лекари, значи тоа се професии кои што се уште не може лесно да се заменат, затоа што не бараат само рутина, бараат размислување, бараат. Професор, ке некои одредени анализи велат не е точно дека не достига работна сила, туку се потценува трудот на работникот. Премалку е платен работникот, се потценува профилот на Значи сега отвараме нови теми, а тоа е колку всушност имаме усогласеност помеѓу она што се бара на пазарот на труд и вештините кои што ги имаат луѓето, односно оние кои што бараат работи, кои што потенцијално може да ги пополнат работните места. И тука имаме одредено каскање на образовниот систем за она што е потребно на компаниите и на организациите. Така што имаме неусогласеност помеѓу вештините кои што успеваме да ги создадеме преку образовниот систем, затоа што, ајде да речеме, нашиот образовен систем, а и сите образовни системи се големи системи, тешко се прилагодуваат, или не може вие да создадете кадар преку образовниот систем од оваа година за до година или од денес за утре. Тоа е процес кој што трае. Така што, значи, заради тоа се јавува недостаток на работна сила која што има соодветни вештини што во моментот се потребни на пазар на труд. И ако видите дури во земји како нашата, каде што имаме голема стапка на невработеност, сепак компаниите не можат да најдат работна сила со соодветни вештини. Затоа што оние кои што не се вработени не можат да ги пополнат работните места кои што се отвараат. И тука треба сериозна анализа, каде треба да се движиме во иднина и како стратешки да пристапиме на проблемот на неусогласеност на пазарот на труд. Професор Томовска, како против ова пресаба на луѓето? Тоа е многу тешко прашање, значи не можете луѓето да ги врзете, или да ги натерате да останат. Светски тренд е луѓето да се селат таму каде што мислат дека им е подобро. Она што може да го направиме е да создадеме подобри услови за живот тук. Да отвориме... Што покажуваат одредени истражувања дека македонските граѓани не е пресудна платата
за да останат тука, туку амбиентот во кој живееме. Значи, платата како фактор не е пресудна ни да остане некој во компанија, па не е пресудна и да остане ни во некоја друга земја. Платата, според одредени теории, една стара теорија на Херцберг тврди дека платата, значи, е нешто што спаѓа во така наречени хигиенски фактори, односно штити да не се вработените демотивирани. Меѓутоа, сама по себе не мотивира. За да може да бидат мотивирани луѓето да останат на работните места или во државата, потребни се други фактори. Потребни се добри меѓучовечки односи, потребни се значи да бидете задоволни од условите во кои што работите, да бидете задоволни од работната средина, да бидете задоволни од луѓето со кои што соработувате, да гледате можност за напредок во кариера, да гледате нели можност за лагоден, добар живот од аспект на нели достапност на образование, здравство, добри меѓучовечки односи. И Македонија се соочува со недостиг од работна сила. Ќе се доведеме веројатно до неопходноста од увоз на луѓе од надвор. Дали со тоа ќе падне и цената на трудот? Не мора да значи дека ќе падне цената на трудот, затоа што нели за да привлечете вие никого, како што кажав, мора да му дадете прво соодветна плата за да може да живее, да ги задоволи основните потреби, а потоа да размислувате за надградбата. Така што не мислам дека, значи ако сакаме да бидеме конкурентни, мора да ги исполниме сите фактори кои што ќе му овозможат на човекот кој што живее тука да има достоен, пристоен живот и да може да си дозволи работи кои што треба да може да си ги дозволи со платата. Најчесто оној кој сака да биде сигурен е тоа да се вдоми во државната администрација, во јавната администрација поточно. Дали тоа е лекот? Еден период се заговараше тезата, се сеќавам, делот, бидејќи имаме преобемна администрација, делот тие луѓе да бидат вработувани во приватните компании. Значи не може никого нели да натерате со сила нешто да прави, меѓутоа да речеме јас работам со млади лица и гледам дека младите лица не сакаат, барем оваа нова генерација која што доаѓа, не би сакале да работат рутинизирани работи. Како што да речеме дел од работните места во јавна администрација ги нудат, туку би сакале да бидат креативни, би сакале да бидат флексибилни, значи она кое што сега веќе во светот се заговара се флексибилност на работното време, флексибилност на работното место, како што кажав, можност за напредок и слично, така што мислам дека со тек на време ќе се свати дека нели сигурноста ќе почне да биде заменувана со други аспекти кои што работните места и компаниите и организациите може да ги понудат. Да речеме, па дури и делот тоа нека биде и плата. Меѓутоа, овие други фактори, како што ги спомнав, флексибилност, можност за напредок, можност за нели надоградување на сопствените вештини, учење на нови работи и постојано напредување ќе станат многу побитни, затоа што новите генерации, според истражувањата, укажуваат на тоа дека се многу помалку врзани за конкретни работни места, ама се врзани за развој на сопствените вештини и за употребување на она што го знаат и постојано напредување, а од друга страна барање на флексибилност за да може да постигнат баланс помеѓу работата и приватниот живот, така што мислам дека во следниве неколку години ќе видиме промени кои што се движат во таа насока. Како да ја подобриме иднината и дали се успешни оние претприемачи кои вложуваат во човечкиот капитал? Да, секако. Значи, вложувањето во човечкиот капитал на долг рок се исплаќа. И тоа го покажуваат различни истражувања, да речеме, Forbes прави истражување на најдобрите 500 работодавачи и многу често таа листа во голема мерка се поклопува, односно корелира со листата нели на топ најуспешни компании. Така што, значи, она што го укажуваат истражувањата е дека добро селектирана, добро обучена и добро мотивирана работна сила дава компетитивна предност на организациите, затоа што во услови кога можете да купите, да си дозволите како компанија да купите технологија и конкуренцијата може да го стори истото.
меѓутоа луѓето, практиките кои што ги имате усвоено, начинот на кој што луѓето работат едни со други, размислуваат, планираат, креираат, тоа не може се уште да се ископира, да речеме, барем не така лесно, како што на прв поглед изгледа. Така што вложувањето во работната сила на долг рок е навистина исплатливо. Кога сме кај работната сила на крајот од овој разговор, дали ние како држава создаваме кадри за надвор, а без при тоа да размислуваме долгорочно да ги задржиме и да им понудиме услови и амбиент во кој во ниту еден момент нема да помислат да ја напуштат државата? Значи, видете, ние создаваме кадри кои што и добро е да создаваме кадри кои што може лесно секаде да се снајдат. Затоа што тоа значи дека ако најдеме начин да ги задржиме тука, тие може да бидат движечка сила која што ќе не води напред. Така што создавањето на квалитетни кадри не би требало да биде доведено во прашање. Она на кое што треба да се насочиме, да изградиме еден општ консензус каде сакаме да се движиме. И што е тоа што би требало да го сработиме, нели, како поединци и како систем, за да стигнеме таму каде што сакаме да стигнеме. Значи да ја изградиме прво визијата каде сакаме да одиме, да видиме како тоа да го постигнеме и да не размислуваме дали, нели, квалитетот ќе ни замине или не. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Фала ви. Поштовани речи, тоа беше универзитетскиот професор од Американ коледж Ана Томовска.